Некој во преисторијата ставил 4 колци на земјата и рекол: "Ова е мое, а тоа е ничие, ни мое, ни твое, не е ни наше." Време е да престанеме да бидеме луѓе, време е да станеме нови суштества. Ова се дел од пораките кои актерите на Струмичкиот ансамбл ќе ги пренесат преку представата Шепоти од вода веќе в четврток на премиерното прикажување на оваа прва целовечерна представа на театарот Антон Панов, кој годинава одбележува 70 години постоење. Представата е работена по текст на Горијан Симоновски, а во режија на Срѓан Јанакиевиќ. Ја поканувам струмичката публика во 20 часот на камерната сцена да повели, да ја види ова преизведба и се надевам дека ќе има долг век, бидејќи ова представа засега и микро и макро проблеми кои се доста актуелни во нашето општество, нашиот живот. Натре, интересно е што говорот има дијалекти и тоа од самите актери и се зборува на струмички, имаме актерки од Валандов, на Валандовски и на Радовишки. Јанакиевиќ, кој прв пат режира во Струмица, вели дека представата е дистописка и постапокалиптична и носи пораки за заштита на природата, планетата и докаде може да не однесе нашата алчност. Овој проект ние го планиравме уште, не знам, го знаев текстот уште пред некои 2-3 години поише можда. Меѓутоа, од кога почна и беше планиран како нека, да речеме, на дистописка постапокалиптична представа за во некоја иднина што треба да дојде. И некако иднината многу брзо ни стигна за 2 години. Да, за 2 години како да се скрати периодот, како да скокна десетици лета во тие 2 години, што коинцидира со самата представа додуша. Таму има 10 лика, има 6 ликови кои што играат деца, меѓутоа остаруваат многу нагло, многу брзо. Што беше многу возбудливо да се работи, поготово со овој тим тука, кој што е навистина прекрасен. Представата зборува за што и правиме ние на природата, на планетата и докаде може нашата алчност и неодговорност да не доведе. Ако, например, кога го читав текстот, не се плашев или бев малце вознемирен за тоа што може да ни се случи за известен период, сега веќе сум сериозно загрижен и исплашен што ќе се случи на моите деца, кои што, еве, тука, мислам, зад кривината ни е тој период. Актерите велат дека особено е актуелна представата за струмичкото поднебие, каде, како што велат, се уште има отворено еколошки закани. Или е некаков сигнал за тоа што навистина и се случува на нашата природа и колку всушност него почитуваме и цениме животот кој што ни е даден од самата таа природа или од некои други виши сили. Представата удира во битот на најважната работа која треба која постои, најважниот елемент кој постои за да има живот, тоа е водата. Значи, во едни услови каде што индустријата загадува се, во едни услови на после некаква апокалипса во која повеќе нема никаква природа, едни деца, 5-6 луѓе, 6 деца одлучуваат да избегаат од рудникот во кој што работат и да го најдат својот спас, односно да ја најдат оазата на мирот надвор од тој рудник. Најмногу би му се заблагодарила на режисерот Срđan што до крај цело време веруваше во нас, веруваше во проектот и кога ние малце, например, ке имавме некакви сумли, многу вешто и многу лесно не убедуваше и не враќаше назад. Се бавиме со една многу тешка тема, со една језива тема, да не кажам, но многу храбро, како деца, храбро движиме низ просторот кој што е полн со пречки. Во представата играат Јулија Милкова, Јасмина Вучкова, Анкица Бенинова, Коста Ангов, Игор Тодоров, Стојан Велков Трни, Бранко Бенинов. Сценограф е Љупчо Јованов, костимограф Лидија Георгиева, кореографија на Александра Кочовска-Начева.
Премиерата е в четврток 15 август од 20 часот на камерната сцена на Центарот за култура Антон Панов.